Секое излегување од дома, нова битка, ново патешествие, бројни архитектонски бариери и препреки, внимателно бирање тротоари и патеки, возење со инвалидска количка по сообраќајници, изложени на ризик од автомобилите, само за да се стигне до саканата дестинација или до градскиот кеј на една прошетка на воздух. Секој ден нова борба е секој невието на инвалидизираните лица во Охридско-Струшкиот регион, кои се соочуваат со недостиг на основните услови за функционирање. 67% од инвалидите во земјава посочуваат дека не им се достапни здравствените услуги, ниту пак имаат физичка пристапност до здравствените установи. Квалитетните инвалидски колички чинат од 1000 до 2000 евра и ретко кој може да ги плати, а Фондот за здравство не им ги покрива. Од фондот следуваат некомпатибилни помагала. Ова се само дел од информациите во анализата на состојбата на лицата со физичка попреченост во земјава, направена во 2019 година од Хелсиншкиот комитет. Децата со церебрална парализа од Охрид се соочуваат со потполна изолација. Исклучени се од образовниот процес и од општествениот живот. Целосно се асоциализирани, затворени во своите домови, бидејќи во општината нема дневен центар за згрижување и рехабилитација на оваа категорија деца. Во градот нема пристапни тоалети, пешачки патеки, нема ниту плажа, ниту пак игралишта за нив. Каде и да одат, тешко стигнуваат, бидејќи секаде има скали без пристапни рампи. Лицата со посебни потреби и нивните семејства се чувствуваат дискриминирани и социјално исклучени, а општеството изобилува со стереотипи и предрасуди. Во Охрид има 150 лица со телесен инвалидитет, 30 деца со церебрална парализа и 30 на пациенти со ретки болести. Живеат на брегот на Охридското езеро, а немаат можност да одат на плажа. Повеќе од една деценија, Сдруженијето Мобилност бара плажа за телесни инвалиди. Не станува збор за голема инвестиција. Потребни се само специјални гелендери за кои инвалидизираното лице ќе може да се држи при влегувањето во вода, санитарен чвор со облекувални и лежалки покриени со платно. Но недостасува слух од надлежните за овој проблем. Законите постојат само на хартија. Лицата со попреченост имаат право на паричен надоместок, услуги за лична асистенција, за помош и нега во домот, за рехабилитација и реинтеграција, психосоцијална поддршка, терапевтска работа, поддршка за стекнување на работни вештини и вештини за вработување, реинтеграција и самостојно живење. Но родителите велат дека ова во пракса го нема. Освен паричниот надоместок од 5500 денари не добиваат ништо друго. Има голем број самохрани родители и родители кои не можат ниту да одат на работа, бидејќи немаат каде да ги остават своите деца. Со слични предизвици се соочуваат и лицата со ретки болести, кои во недостиг од системски решенија често се вбројуваат во категоријата лица со посебни потреби. Најгорливиот проблем им е диагностицирање на болеста. Лутаат по здравствени институции, понекогаш со години. Поставувањето диагноза е премногу скапо, бидејќи за некои генетски анализи патуваат и во странство. За некои ретки болести има достапни лекови, но за некои се уште нема. Клучно е лицата со посебни потреби да стекнат вештини за самостоен живот. Околу 50 лица со посебни потреби од дневниот центар порака нова во Струшко. Изминативе 18 години се вработени. Денес тие се работоспособни и корисни за општеството. Невладините организации велат тоа не е доволно и апелираат што повеќе фирми во својот работен процес да вклучат лица со попреченост, бидејќи тие умеат да бидат вредни и успешни работници. Попреченоста не е препрека на патот кон успехот. Затоа се доказ успешните лица со посебни потреби со челична волја докажуваат дека се способни во средина каде атипичните се маргинализирани. Па така стружанецот Даниел Шиковски е првиот театарски режисер со хендикеп во земјава, а дипломирал со просек 10. Игор Шајновски од Струга е првиот и најдобриот продавач на списанието
лице в лице во земјава. Листата е долга. Во Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост нагласена е токму пристапноста, која кај нас во практика за жал не се применува. Членот 7 од истата конвенција ги обврзува државите подписници на децата со попреченост да им ги обезбедат сите човекови права на еднаква основа со сите други деца. Европската комисија нотира мал напредок во подобрувањето на правата на лицата со попреченост во земјава. Лицата со попреченост и понатаму се соочуваат со значителна дискриминација и директна и индиректна поради пречките во инфраструктурата, недостиг на информации и услуги, дискриминирачко однесување и социјална исклученост. Овие луѓе, а и нивните родители заслужуваат многу повеќе, бидејќи само на тој начин ќе можат да дадат поголем придонес во општеството, наместо да живеат изолирани и маргинализирани и без никаква шанса за напредок, а од волјата на државата зависи дали ќе им ја овозможи таа шанса, ако така може да се нарече, со оглед на тоа што станува збор за основни услови на живење и за елементарна вклученост во општествениот живот и во образовните процеси.